тој гради кариера во Македонија, во Хрватска, впрочем на целиот Балкан, но ја носи Македонија во својата душа, во своето срце. Тој секогаш знае да каже дека Македонија се сака со срце и со душа. И својата песна што ја напиша, Мојата Македонија, ја посвети на Македонија и на сите луѓе кои живеат во Македонија, но и сите оние кои живеат во странство, да ги потсети како се сака Македонија. Почитувани, на моје огромно задоволство, а верувам дека и ваше задоволство ќе биде да го слушнете разговорот со нашиот македонски славе, јас би кажала, Давид Темелков. Давид, добре дојде во мојот подкаст. Добар ден и добре те најдов. Благодарам за поканата, навистина ми е огромно задоволство што сум кај тебе во Струмица. Така. Неофицијално, пред да почне подкастот, ни кажа дека не ти е прв пат во Струмица, дека си ја сакаш Струмица, си ја обожаваш, често Така си. Како се чувствуваш во Струмица кога доаѓаш? Прекрасно, прекрасно. Секогаш кога возам на кај Струмица, кога се приближувам на према градот, некој убаво чувство ме обзема, затоа што Струмица е еден град во кој што можам да кажам слободно пораснав тука. Зашто? Затоа што мој најдобар пријател е баш од Струмица и многу често за викенди знаевме да бидеме тука да ни беа тие први излегувања, бркање девојки, дружби и така натака. Така да Струмица ми е од секогаш ми бил и за секогаш ќе ми биде многу мил град. Се надевам дека ќе доаѓаш многу почесто во Струмица, ќе има и многу прилики, ќе има. Па да најавиме некој концерт за Струмица во некој идно време. Може, гостување во Струмица, така да струмичани знаат да бидат добри домаќини. Јас се надевам дека и со овој подкаст ние ќе го потврдиме тоа. Јас навистина би сакала да разговарам со Давид, да го погледнеме од она друга перспектива. Каков е Давид приватно? Кој е Давид кога не е на сцена и кога не го гледаме на спотови? Како би се опишал Давид? Не милувам да зборувам за себе во трето лице, па ќе кажам, се трудам да бидам тоа што ме воспитале моите родители, да бидам тоа што сум, пред се да бидам добар син, да бидам добар брат, да бидам добар сопруг, да бидам добар пријател за оние кои што ми се вистински пријатели, а потоа се останато. Не го мистифицирам некако мојот живот и моите обврски, приватно да кажам. Знам, исто како и сите други, да поиграм фудбал со пријателите, да се дружам, да искочиме, да седеме. Кога сум во Скопје, знам да седеме во некоја скопска кафејана, па да седеме, да ручеме, да вечераме, да слушнеме некоја убава музика. Не сум фан на алкохолот, не пијам алкохол, но сакам да сум во убаво друштво, да се подружам со пријателите, така да се трудам да бидам обичен како што се и сите луѓе, како и секој човек, да го живеам животот на еден пристоен, нормален начин, затоа што сметам дека оваа работа која што ни е дадена многу често знае погрешно да се протумачи од наша страна. Сметаме дека ако сме јавни личности, дека сме многу важни, дека сме многу битни. Не сме до толку, мора да си ги знаеме корените, мора да бидеме приземјени, затоа што се е многу менливо и минливо во животот. Се трудам навистина да бидам, па да кажам, скоро ист и приватно и работно. Едноставно, не сакам да ставам маска кога ќе се појавам на камера, затоа што еднашка е доволно да ја заборавиш маската, па да луѓето приметат да препознаат, да. Тоа ме беше и прашањето, воопшто се нема променето Давид Темелков од пред 11 години, нели, кога, например, прв пат отиде во Хрватска и во текот на таа кариера, воопшто се нема променето, Давид? Па не знам како приметуваат моите најблиски. Јас мислам дека сум се променил за доста работи. Веќе не ги сваќам некои работи така наивно и невино како што ги сваќав пред да влезам во овој бизнис. Се трудам да се менувам на подобро. Се трудам да се менувам подобро и како пејач, како вокал и како човек. Мислам дека ми се изострени многу сетила, да кажам, во последно време и се надевам дека тие промени се позитивни. Така. Дека има добра радиација према луѓето и према најблиските, затоа што најблиските највеќе го
највеќе ги чувствуваат тие промени. Так. Прашањето ми беше за малку подоцна, но сега се наметна тоа прашање. Што е она на што те научи музиката и твојата музичка кариера? Дека не постои успех преку ноќ, дека не постои, барем за мене. Мојата тајна формула е многу поинаква од другите. Досега, не знам, сум почувствувал во многу случаеви дека ако на некого му требало нешто, на мене ми требало 3 пати повеќе да дојдам до некои работи, но во меѓувреме тој процес на чекање сум стасувал, сум напредувал, сум зрел како личност, и како карактер, и како музичар, како уметник, така да музиката ми покажа дека не е се така едноставно како што изгледа однадвор, дека е еден леп со 7 кори и дека е многу слоевита професија. Така да се уште учам. Так. Се уште учам. И само уште едно кратко прашање. Што е успех за Давид Темелков? Се сметаш ли веќе за успешен? Успехот за мене е многу релативна работа. Сметам дека не е потполн успех доколку човек заработува многу пари, вози добар автомобил, живее во некоја раскошна вила, куќа и така натака. Сметам дека првенствено успех е доколку имаш вистински пријатели, доколку имаш семејство на број, доколку се бавиш со работата што ја сакаш и можеш да го прехраниш своето семејство од тоа. А понатака, се останато би требало да биде бонус, не да биде приоритет. Многу често среќавам луѓе на кои што приоритети им се финансиите, материјалните работи, а всушност се духовно многу сиромашни. Не би сакал да се претворам во таква личност. Многу често сум знаел во своите молитви да кажам: Господе, доколку и јас станам таков, подобро да не успеа. Или дај ми да успеам во музиката кога ќе бидам спремен да го носам тој терет. Затоа што многу е лесно човек да се одлепи од земја и да не се врати назад. Така, да. Се спомнам музиката. Јас сакам да прашам за твоите почетоци, љубовта кон музиката. Гледав некои твои интервјуа и ми споменуваш често дека вие сте сите фамилија, нели, музикална фамилија, така да ти порасна со музика, но кога почувствува дека тоа е ќе биде твојата работа и нели твој животен пат? Многу одамна. Јас бев многу мал кога сонував дека ќе одам на детска Евровизија. Можеби за тоа сам само соништа, да кажам, на едно детенце, и верувам дека многу дечиња имаат некои такви соништа. Имав среќа да бидам дел од Златното Славиче уште од мали нозе. По завршување, да кажам, во Златното Славиче завршив и средно музичко училиште, соло пеење, бев и студент на музичката академија во Скопје, подсекот соло пеење или оперско пеење. Потоа работев неколку години во Македонската опера и балет во хорот, како хонорарен, да кажем, работник во Македонската опера, и потоа ми почнува таа јавна кариера. Така да од секогаш музиката била најголем дел од мене. И потоа следува X Factor, Адрија, на кој што знам дека ти има пријавено твојата мајка. Така е. Ти не си сакал воопшто да учествуваш или си бил срамежливо дете по природа? Па и двете. До пред 10 години бев навистина многу срамежлив. Кога ќе ми кажеше некој: ајбе, запеј ми викате да слушнеме, како некој да ме држи за врат. Така да не сум бил фан на музички надпревари. Затоа што ми било во некои моменти многу невкусно кога некој од жири комисијата ќе се понесе многу лошо према некој кандидат кој што има и многу трема и дошол неспремен и така натака. Тоа се случува често, нели, на надпревари? Се случува на тие музички надпревари, каде што сметам дека секој од нас има нешто посебно, нешто свое. Секој од нас е уникатен на некој свој начин, и музиката е многу неблагодарна да се оценува само по пеењето. Или во тој момент. Така е, затоа што така. Многу убаво кажа. Многу е неблагодарно да се суди музиката од еден момент, затоа што верувам дека многу од тие луѓе кои се наоѓаат во жири комисијата не би поминале ни во првите кругови. Затоа не бев некој фан, да кажам, на музички надпревари.
И само за љубов према мајка ми се пријавив. Ете, фала му на Бога, навистина тоа музичко надпреварување за мене беше една голема отскочна даска. Ми отвори многу врати, ми даде еден поинаков приказ што е всушност музиката, дека не е музиката тоа што сум замислувал дека е, дека тие музички надпревари знаат да бидат 99% големо сценарио и се изражено од самиот почеток. И ми беше јасна целата слика уште на самиот почеток, затоа и не стремев кон тоа да мора да победам. Мене ми беше целта да го дадам својот максимум и некако сватив дека мојата вистинска утакмица, да кажам, почнува по завршување на преварот. Затоа што сватив дека морам да пристапам поинаку према музиката, дека морам да се посветам на таа авторска музика, на мојата лична дискографија, да се пишуваат песни, да се пее, да се снимаат албуми, затоа што едноставно тоа останува на крајот. Так. Никој нема да не запамти по тоа како сме отпеале песна од Здравко Чолич, затоа што Здравко Чолич единствено може така да ја отпее. И сметам дека секој од нас треба да донесе некој допринос со своји песни. Така. Може ли Давид да каже дека тоа е моментот од кога почнуваш сериозно да градиш своја кариера? Така е. И остануваш во Хрватска? Така е. Како одлучи и да останеш во Хрватска и таму да продолжиш да градиш кариера, а толку силно ја сакаш Македонија? Чувствував како да се оддели еден голем дел од мене. Едно парче од моето срце како да остана тука, а јас заминав. Но затоа и не сум заминат. Кој ќе ми каже некој зашто замина од Македонија. Јас не сум заминал. Тоа што не ги мерам скопските улици, не значи дека живеам во Македонија. Има многу луѓе кои што живеат во Македонија, а немаат никаков допринос према земјата. Јас работам, да кажам, и делувам од Хрватска, но и во Македонија, затоа што секоја моја композиција, секоја моја песна има македонска верзија. Односно, секоја македонска песна има и хрватска верзија. Тоа не значи дека јас не живеам во Македонија, дека не творам во Македонија. Мене ми е Македонија коренот. Без корен нема стебло. Без стеблото нема гранки, без гранките нема плод. Затоа знам дека мојот корен е Македонија и секогаш ќе биде. Јас каде да одам, се представувам како македонец и сакам да го покажам тоа што Македонија ми го дала на мене. По завршување на тоа талент шоу, потпишувам договор со една издавачка куќа во Хрватска. Еден мој колега ме поканува на свој концерт во Пулската арена. Тоа е античка арена, една од најубавите во светот. Тоа ми е еден прв таков огромен настап каде што има 11-12 илјади публика. Таа вечер ја запознавам мојата тогашна девојка, сегашна сопруга. И ете, животот некако така ме задржа, да кажам, во Хрватска. Од друга страна, сакав тоа знаење кое што го има таму, а можеби во тој момент недостасуваше тука, да го донесам тука. Затоа што многу големи македонски дејци делувале за Македонија и однадвор од Македонија. Па тоа не значи дека не се сака Македонија ако излезеш надвор од границите и правиш дела и надвор од Македонија. Јас се смеам, доколку ние делуваме само тука, кој ќе чуе за нас? Кој ќе не знае, кој ќе не спознае какви сме и што сме. Така, вие сте амбасадори на нашата држава. Сметам дека секој еден од нас е амбасадор на Македонија, затоа што секој од нас не треба само да бара права од оваа држава, треба да сноси одговорност према оваа држава, затоа што претходните генерации не така убаво живееле во оваа земја. И мислам дека многу животи се дадени за ова што ние денеска го живееме. Живееме на сметка на нашите претходници, на нашите предци. Да. Давид, овде би ја спомнала, не знам дали се сеќаваш, пред само неколку дена Тина Русева победи на едно исто така надпреварување, нели, надвор од границите, па имаше дискусија зошто секогаш талентите од Македонија ги препознаваат и повеќе ги ценат надвор од нашата држава. Кој е твојот став? Што се случува? Зошто треба да излеземе надвор од границите за да не препознаат дека сме квалитетни? Многу комплексно прашање. Многу комплексно прашање. Македонската публика е најтешката публика. Најтешко прифаќа работи. Од друга страна, можеби таа критичност
а македонската публика не тера нас да бидеме подобри. Затоа што, да не се лажеме, најдобрите таленти музички потекнуваат од Македонија. Да, на секое шоу сме сведоци дека има може македонци. би да немаме таква критична маса во Македонија, нема да се искалиме во тоа што постануваме. Затоа не ја знам таа равенка, не го знам одговорот. Дали доколку биде македонската публика помалку критична, ние би биле толку добри. И ние би се стремеле да бидеме подобри од тоа што сме. Така да многу е комплексна таа тема и тоа прашање. Така. Во ваквото калемење во добри музичари и песни, во таква една фаза излезе и твојата песна Мојата Македонија, која мислам дека е химна и нема човек од Македонија кој ќе ја слушне и не знае, нели, нема да се наежи на таа песна. Како настана таа песна? Пред месец дена летам Загреб, Скопје во авионот и како немам интернет во авионот, многу често знам на телефонот да влезам во voice recordings и да преслушувам што сум снимал, затоа што неколку пати ми се случило да слушнам некоја нова композиција која што сум ја снимил пред некое време, а сум ја заборавил. И баш ме скокотна да видам кога сум ја напишал Мојата Македонија. Кој датум, кој ден, која година. Сум ја напишал на 4 мај 2019 година. И тоа е дента кога починува, нели, Гоце Делчев. Да. 2019 се менуваше името на Македонија и така јас преживував некои тешки моменти за мене, затоа што бев надвор од Македонија. Македонија преживуваше некои чудни раздобја, да кажам, и таа песна со години претходно ме пратеше. Таа мелодија, тој текст. И јас една вечер седнав и ја напишав Мојата Македонија и мислам дека таа композиција не само што ми го смени животот на мене, мислам дека смени многу животи. Јас знам многу луѓе кои што се вратени од странство токму поради таа композиција. Не знам што би кажал. За таа песна, што да кажам, малку е, не дека ја фалам, него за мене е несватлива. Да, што да кажам, малку е. За мене е несватлива. Пред некој ден еден професор на музичка академија ми вика, Давид ми вика, јас не знам во кој жанр да ја сместам Мојата Македонија. Нити е потполно фолк, нити е етно, нити е поп, нити е рок. Знам што е. Јас му викам, што е, бе, викам, Андрејко? Химна е, ме вика. Затоа и јас кажав, химна на нашата Македонија. Јас сум го размислувал тоа дека не знам во кој жанр да ја сместам, но мислам дека е нескромно јас да ја крстам химна. Луѓето нека ја крстат. Луѓето најдобро препознаваат. Мери, луѓето не можеш да ги превариш цело време. Не можеш. Луѓето чувствуваат. Да, постои маса која што е и ваква и таква, но луѓето чувствуваат. Поготово кога е музиката во прашање. Да. Не само слушаат. Не само слушаат. Постојат многу пејачи кои што немаат врвни вокални способности, а се многу успешни, допреле до луѓето, затоа што имаат емоција која што многу подобри пејачи ја немаат. Затоа музиката не е само пеењето не е само гимнастика. Не е само перформанс, многу подлабоко е. Емоцијата е нешто што не познава јазик, не познава граници, не познава разлики. Емоцијата мислам дека емоцијата е еден универзален јазик помеѓу горе и доле. Да. Навистина, Мојата Македонија буди емоции, буди чувства кога се слуша. Јас си плачам кога ја слушам. Да, и не верувам дека многу често ја доживувам како да не е моја, како да не ја пеам јас. Ја доживувам одстрана. Јас верувам дека има ситуации кога се слуша таа песна и кога буди големи емоции и чувства и кај тебе, но и широко во публиката, но не само кај таа песна. Сите твои песни будат емоции, чувства, се емотивни песни. Ти си кантавтор на последниот албум, имаш 13 песни, хрватски, македонски и италијански, ако не се лажам. Прво кажи ми, како добиваш инспирација за сите тие песни? Понатаму ќе дискутираме зошто и на италијански, тоа ме интересира. Па
Инспирацијата е ја црпам од животот, од некои мои животни приказни, од некои животни приказни кои што се случувале близу мене, сум просведочил. Така да мило ми е што овој албум ќе одбележи еден временски период на мојот живот. Цел албум е кантавторски и не е само спој на песни на композиции, него еден мој животен дневник кој што ќе го одбележи овој период во кој што сум живеел сега. Да еден ден, ако даде Господ да остарам, да имам деца, да имам внуци, кога ќе ги слушнам овие песни, ќе се сетам на овие времиња сега. Така да инспирацијата е многу деликатна, јас ја доживам како птица, која што не секогаш слетува. Не сум од тие кои што конфекцијски пишуваат музика, мора да се пишува. Не мора да се пишува. Многу песни не се мои од претходниот албум, да кажам. Јас имам два студиски албуми, а имам скоро 40 песни, кои што може 4 албуми да се направат. Така да навивам за емоцијата, без разлика дали е моја композиција или е туѓа композиција, доколку е искрена, доколку е чиста, со задоволство би ја прифатил. Така да, дај Боже, само нека не служи инспирацијата не само мене. Дај Боже да се вратат тие автори кои што беа во минатото. Имаме еден недостаток на автори, на музика, и мило ми е што македонската естрада повторно се буди. Престанува тоа музичко сивило кое што беше во изминативе години, и мило ми е што многу и млади македонски артисти, пејачи, уметници се во некој успон, во некој качување, и што многу од постарите повторно се враќаат и се полнат македонски концертни сали, арени, и навистина ми е многу мило што имаме македонски изведувачи и од фолк музиката кои што полнат арени. Мило ми е затоа што и фолк музиката е нашиот корен, нашиот темел. Не треба да се стремиме да бидеме исклучиво модерни. Модерниот свет е добар за одредени работи. Да, мора да напредуваме. Стара еврејска пословица вели ништо не мирува, ни водата не мирува. Да. Или ќе бидеме полоши, или ќе бидеме подобри. Но мора, Давид, мислам дека ќе се согласи со мене, но мора да се држи до тој квалитет. Така е. Убаво кажа, нели? И ние од наша страна мора да бидеме емотивни песни секогаш. Так. И мора да се држи до тој квалитет, не по секоја цена да бараме нели и публицитет и слава. Така е. Кој е твоето мислење кога сме кај славата и публицитет? Социјалните мрежи, Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, сека тоа е актуелно. Дали факт е дека и тие се неизбежен дел од музиката? Сметаш ли дека ако не си на социјалните мрежи, ти всушност не си добар музичар? Или мора некој да биде инфлуенсер, да биде постојано присутен на социјалните мрежи за да го препозна дека е добар и квалитетен музичар? Кога ќе го земеш микрофонот в раце, на чело не ти пишува колку фоловери имаш. Аплаузот зборува нешто поинаку. Така да во многу ситуации тој сооднос, да кажам, на Инстаграм, ТикТок фоловери и реалната слика на терен знае да биде поразлична. Не знам што би кажал. Се трудам да живеам во еден, да кажам, пореален свет каде што да, се трудам. Јас многу време забушавав со моите социјални мрежи. Многу време бев и неактивен, затоа што не сакав луѓето од страна да ме доживуваат како некој нарцис кој што стално се снима, стално нешто јас. Сметам дека музиката не е само тоа. Не е само тоа, не е само краток рилс на така е, затоа што јас тоа време што ќе се снимам, ќе едитирам видеа, ќе го потрошам во студио, во стварање нови песни, нови композиции, нови текстови, нови мелодии. Но од друга страна ме посоветуваа дека сепак морам да бидам поактивен за тој производ што го стварам во студио, да има каде да се пласира. Така да сметам дека секој од нас треба да направи еден баланс. Дека не треба да бидеме обседнати, затоа што тие бројки не се секогаш реални. И не треба да патиме од тоа. Сметам дека тие платформи ни се средства, а не цел. На многумина им се цел, нажалост. И е минлива работа, јас би кажала. Што ако, мене ми се случи пред
2-3 години да ми го хакираат Инстаграмот. И јас ги изгубив сите фоловери кои што беа на Инстаграм. Тоа не значи дека ти престануваш да бидеш квалитетен музичар. Не. Јас тука дури во еден момент се почувствував слободен. Не знам зашто, се почувствував слободен. Кога ми го хакна на Инстаграмот, јас немав Инстаграм. Да. И почувствував некоја слобода. Сметаш ли дека тоа им прави дополнителен притисок на сите јавни личности? Треба секој ден на секое станување да се уклучи на Инстаграм, да каже еве тоа ќе правам, тоа ќе јадам, па ќе одам во студио, ќе се снимам. Тоа е дополнителен притисок или е добар маркетинг за да може нели понатаму да ги гледаат видеата и спотовите? Мери, немам навика да зборувам за ова, но сум сведок дека тие социјални мрежи носат големи психички последици. Зашто? Познавам многу инфлуенсери од Хрватска кои што се на антидепресиви. И ова го кажувам не со цел против нив, туку доколку можам бар малку да допринесам за младите личности да не бидат обседнати со социјалните мрежи. Затоа што животот не е на социјалните мрежи. Надвор. Значи, ние денеска ќе бидеме присутни на социјалните мрежи, но не смеме да го заборавиме овој однос тет-а-тет во 4 очи. Да. Гради в гради. Младите немаат однос меѓу себе, немаат теми за разговор. Затоа што сметат дека доколку имаш поголем број на фоловери си поважен во ова општество. Не е така. Човечките вредности се сепак најважни. Да. Затоа мора да бидеме реални. За овие човечки вредности кога зборуваме, тоа многу убаво го покажа во еден од всушност 2 во твоите спотови, каде гостуваат нели во спотовите твои другари. Така. Тоа се твои другари од детство, мислам дека така слушна во едно твое интервју. И тоа е доказ дека ти се уште нели држиш до тие вредности, другарства, пријателства. Како се случи тоа да тие ти бидат гости, ајде би кажала, во твоите спотови? Вака, тоа се 2 композиции, 2 песни кои се викаат 7 ночи, 7 дана и Цигане. Тоа се 2 композиции кои што се малку поинакви, да кажам, од сите останати композиции на албумот. По-боемски се. Имавме во сценариото режија да го снимиме спотот во една скопска кафејана и јас сакав всушност да покажам тоа што ние сме. Значи во спотот нема глумци, нема актери, но јас им велам вие сте мои вистински животни јунаци. Зашто? Затоа што сите луѓе, буквално секој еден кој што е во спотот е мој пријател. Се согласија веднаш да бидат? Веднаш. Немаше срами од камера, нешто... Не, тоа е пријателството. Пријателството не е само кога е добро, Мери. Да. Пријателството е нешто... правото пријателство се гледа кога човек е спремен да искочи од својата зона на комфорт. А моите пријатели до сега не снимале спотови, не биле така, да кажам, јавно истакнати. Веднаш прифатија. Од друга страна, музичарите кои што свират во спотот, Оливер, Војче и Иле се мои стари пријатели од средношколските денови. Ние заедно учевме средно училиште, факултет и така натака. Јас кога им се јавив, веднаш прифатија. Иле и Војче се членови на групата Маестро. Тој ден групата Маестро славеше 13 години, има роден ден на групата. Нивните сопруги беа во некој друг ресторан со останатите членови на бендот, а Војче Иле снимаа спот за мене. Значи тоа е вистинско пријателство. И навистина покажа една таква човечка големина. Јас немам како да им се заблагодарам за јавно тоа. се заблагодарам. Јавно би им се заблагодарил на Иле на Војче. Навистина и Оливер. Никој од нив не спомна ни хонорар, ни едноставно со срце дојдоа. И затоа и спотот изгледа така како што изгледа. Да. Знам дека и песната, впрочем и албумот се вика Слушај Животот штом диктира, така. Но и песната, за жал нели се случи трагедија, она што се случи во Кочани, и таа е посветена на сите луѓе кои загина, но и оние кои продолжуваат да живеат после таа трагедија. Да, мене ми остане на голема дупка, да кажам, во душава по таа случка.
Јас тој ден требаше да летам за Македонија и кога слушнав што се случи, кога слушнав дека неколку семејства ќе се лекуваат во Загреб, го откажав летот и сакав да останам во Загреб за да да се помогне што да помогнам колку што можам, колку што умеам. Затоа ја посветив таа песна на сите оние кои што го загубија животот, но и на тие што остануваат да живеат со тие последици, затоа што мислам дека на нив ќе им биде уште потешко. Така да таа песна е една охрабрувачка песна која што не е пишувана специјално за таа намена. Таа песна јас ја напишав многу години претходно. Неколку години претходно и се погодија некако работите како што се погодија нажалост. Така да би сакал доколку успееме да охрабриме барем една личност, сме ја завршиле работата. Така, да. Нека биде апел и од мене до сите оние кои продолжуваат да живеат по таа трагедија во Кочани. Навистина, тоа е нешто што не може да се заборави, вистинска трагедија, но секој може да даде свој придонес на свој начин, како што впрочем и ти. Една насмевка во прав момент може да промени нечив живот. Мене ми се случила таква работа, така да не смееме да забораваме дека животот тече понатака и дека мора да ги надминеме тие проблеми болки. Кога сме овде кај животот и кариера и музика, што е она што те води во животот? Што те мотивира? Или која е таа личност која ти дава сила, ти дава храброст за да се движиш понатам? Во некои работи чувствувам една Божја присутност и сметам дека доколку не бил Бог присутен, немало да истраам во многу работи, затоа ќе го ставам него на прво место. А потоа ќе се повикам на човечкиот фактор, на семејството, на моите вистински пријатели и на мојата лична страст према музиката. Љубовта према музиката која што ми е вродена од многу одамна, можам да кажам од моето само раѓање, затоа што моето семејство е музички надарено и имав можност да растам и сега да зреам во едно такво семејство, така да многу луѓе се. Не би издвоил никого посебно, затоа што не сакам никој да ми замери. Многу луѓе и од моето семејство и надвор од моето семејство. Затоа што овој пат се уште трае. И сретнувам многу луѓе, секакви, но им се посветувам на тие кои што го заслужуваат моето време и навистина сум сретнал многу добри луѓе кои што многу ми помогнале на овој пат. Дали Давид имало моменти кога би сакал да се откажеш од музиката? 100 пати дневно. 100 пати дневно. Мислев ќе кажеш не, никога. Вака ќе кажам. Да. Вака ќе кажам. Не сакам да градам лажен мит за мене. Да градам лажна легенда која што во некој момент може да се обистини и да се свати дека јас не сум тој, тука пишува биди свој и ќе бидам свој. Дали многу пати сум се прашал што ми требало? Да, сум се прашал. Многу пати сум добивал многу обструкции, сум добивал многу забрани, сум добивал многу пречки на патот. Најважно се е мери само да станеме. Не е важно колку пати ќе паднеме. Да. Само да имаме волја пак да станеме. Затоа што јас не го сваќам ова како кариера. Сметам дека имам одговорност пред се према Бога, што ми го поклонил тој талент. Секој од нас носи поклон од Бога. А музиката е еден од најубавите поклони. Јас морам да го искористам максимумот. Вели кому многу сум дал, многу ја очекувам. Тоа ми е водилката. Да сум сакал да бидам бизнисмен, да заработувам милиони, верувам дека би се бавил со некој друг бизнис. Затоа што не го работам ова, нити за пари, нити за некоја слава. Сум сватил дека таа слава знае да биде многу често како фата моргана. Тој што е жеден, на крајот на патот гледа вода. Тој што е свесен, сваќа дека тоа е илузија. Така да славата е за мене една илузија. Да, популарен си, луѓето те препознаваат, но нека ти биде тоа поголема одговорност, а не возгордевање, затоа што јас гледам дека што повеќе луѓето ме препознаваат, што повеќе луѓето ме потврдуваат, повеќе и очекуваат. Јас веќе размислувам како понатака со третиот албум. Очекуваме нови хитови, да. Така е. Затоа сметам дека
секому кому му е дадено од луѓето, дали е слава, дали е популарност, дали е функција, не смееме да ја приватизираме. Ни славата, ни функцијата. Апсолутно. Затоа што имаме одговорност према народот кој што ни го поклонил тоа. Затоа што довербата е поклон од народот. Така. И она доверба и квалитетот луѓето го препознаваат, добитник си на повеќе награди. Би ја издвоил, често знаеш да ја споменеш Златна Бубамара. Така. Како награда која ти значи. Како се чувствуваше во тој момент? Ќе почнем од малку порано. Многу пати сум испратил песна на фестивал и таа песна не била прифатена на фестивала, подоцна се покажала малце поинаку на терен. Луѓето ја препознале многу убаво. Многу пати и кога сум бил дел од некои фестивали, не сум добивал награди. Сум сметал дека имам навистина добра композиција, добра песна, но не била забележана, не била наградена. И сум сватил дека најголемата награда ми е гласот, ми е талентот и се останато е само плюс. Но Златната Бубамара ме разувери некако, ми даде една голема потврда, ми даде едно како да кажам, едно големо охрабрување за тоа што го работам. Можеби во еден вистински момент ми била голема детска желба, детски сон, детска пасија. Ете, таа Златна Бубамара била голема потврда за многу други македонски пејачи, музичари, творци на било што. Мели Бубамарата опфаќа и глумци, и животни вредности и така натака. Така да навистина ме изненади, јас нити не знаев дека сум номиниран да добием награда. Таа вечер? Јас мислев, не знаев. Јас навистина мислев дека само ќе дојдам и ќе ја отпеам мојата Македонија. За мене тоа беше наградата. Наградата беше можноста да јас пред салата Борис Трајковски и пред таа публика ја отпеам мојата Македонија. Навистина не знаев дека ќе добиам награда и ете голема благодарност до Златната Бубамара што ми дадоа големо охрабрување. Често македонците и те поистоветуваат со Тоше Проевски. Не би се осудил. Не би се осудил. Тоше Проевски, ти си еден извореден вокал, исто така. Благодарам. Често знаат да Благодарам. го кажат. Тоа е за мене голем комплимент, затоа што сметам дека Тоше Проевски е најдобриот вокал кој што се појавил на овие простори и верувам дека така ќе остане. Би сакал јас така да остане. За мене за секогаш ќе биде една икона, еден идеал кој што ние треба да го стигаме. Навистина понекогаш си размислувам на негови 26 години да остави 8 студиски албуми, толку многу концерти, толку многу хуманитарни концерти и дела, толку многу љубов, толку многу музика. Тоа не може да биде без прстот на Бог. Значи тоа е допир од Бога и навистина неговото дело останува и по неговата прерана смрт. Јас гледам како неговиот дух живее на овие простори, живее на Балканот и гледам колку балкански млади пејачи, музичари им бил мотивација, инспирација и колку он делува и ден денеска. Се слушаат неговите песни. Големо е неговото дело и нека му е вечна славата. Така. Давид, мораме да кажеме дека и ти се спремаш за еден твој концерт. Така. И мене ми е чест што баш овде во нашиот подкаст ќе го најавиме токму твојот концерт. Так. За прв пат во Македонија. За прв пат солистички концерт. Долго го чекав, долго го посакував. Имавме понуда да направиме концерт во Загреб напролет, но некако генот македонски не ми даваше да мој прв солистички концерт направам надвор од Македонија. Значи ќе биде тука. Одложивме за есен и во меѓувреме се нафативме да мојот прв солистички концерт напролет на 19 март биде токму во Македонија, во Македонскиот народен театар. Се надевам дека тој концерт во Скопје ќе предизвика еден домино ефект низ целата Македонија. Навистина би сакал да ја поминам целата Македонија и да направам достоинствени концерти низ цела Македонија. Затоа што сметам дека навистина
е моментот. Така. Подготовките се при крај, предпоставувам. Да. Нас ни останува да ги поканеме сите гледачи. Ќе ми биде навистина мило, да. ќе ми биде навистина мило доколку цела Македонија дојде на концерт. Так. Навистина Скопје не е далеку. Уживање. Скопје не е далеку. Не. Верувам дека Македонија ќе ми возврати како што најдобро знаат. Сметам дека навистина македонската публика е најтешка, ама и најдобра. Така. 19 март, Македонски народен театар. Да, Македонски народен театар. Мислам дека вреди ова нешто да се види и да се погледне и пак ќе кажам особена чест ми е што токму овде од нашиот подкаст го најавуваме твојот концерт. Кажи ми уште кратко на крај. Мене ми е убаво разговорот како ни тече, може да си разговарам уште 2 сати. Но еве некои кратки прашања. Так. Кариера во Македонија или во Хрватска? Балканска кариера. Дефинитивно. Балканска. Кога би бирал на Балканот, не би сакал да ги разграничувам овие држави, затоа што долго време не разграничува и не делеа. Мислам дека треба да се споиме на еден поинаков начин. Не само политички, него уметнички, затоа што Балканот е навистина преубаво место за живење. Како што ние имаме душа тука на Балканот, не верувам дека другите народи надвор има. Така да не би сакал да го делам повторно овој простор. Која е најтешката одлука што имаш донесено во текот на твојата кариера? Најтешката одлука? Има неколку. 2015-та преселувањето, некој да кажем, од Македонија и дефинитивно 2020 година отварање на своја издавачка куќа, каде што се наоѓам во една позиција каде што повеќе немам отколку што имам. 2020 година одлучувам да отворам своја издавачка куќа. Зашто? Затоа што ми се случи некои работи каде што ми се тргнаа спотови од YouTube. Јас година дена немав спотови на YouTube затоа што некој одлучил да ги тргне во моje име. Потоа кога го добивме спорот, затоа што јас како изведувач немав ни една ставка неисполнета од договорот. Така да 2020 година беше една пресудна година каде што одлучувам да отворам своја издавачка куќа од причина чисто да утре никој не може да ми наштети намерно. Така да тоа ми беше една голема одлука да кажам и ова го кажувам само со цел да охрабрам некој кој што можеби се сомнева во некој момент да го слуша животот што му диктира и што му диктира. Дека едноставно секој од нас има некој свој пат. Понекогаш не го гледаме, но треба да се охрабриме и да тргнеме по него. Да, нека биде тоа е едно твое лично искуство, но и совет за сите оние млади музичари, таленти кои се на раскрсница. Така. Твојата сопруга е од Хрватска? Така е. Ја сака Македонија? Како се чувствува таа во Македонија? Ја обожава Македонија. И мислам дека доколку тоа не беше така, дека немаше да биде моја одабранечка, затоа што сметам дека Македонија е еден бисер кој што не може да не се сака и не смее да не се сака. Не само од нас македонците, него и од сите оние кои што доаѓаат тука. Елена од првото доаѓање тука пред се носи македонско име, се вика Елена. Што е многу интересно. Зборува македонски. Да. Ја поднаучи малку. Се труди многу. Се труди многу и еве последниот пат кога беше во Македонија, да кажам, конечно се опушти и почна да зборува македонски. Мојот внук кој се вика Војдан, има 4 годинки и вели на Елена: "Војна, сега си во Македонија, сакам да зборуваш на македонски." Така да Елена нема наистина, да, нема избор и многу ја сака Македонија, навистина тука се чувствува посебно. И така е третирана, да кажам, од моето семејство и мило ми е што е тоа така. Мило ми е што има огромна почит и према моите родители и моите родители према неа. Да. Тоа се некои вредности кои што мора да ги Каде Давид се чувствува дома сега? Во Хрватска со сопругата или во Македонија овде со семејството? Се прави ли некој баланс? Се чувствувам дома и во Скопје, веќе се чувствувам дома и во Загреб и морам да напоменам, се чувствувам дома и во Водњан, во нејзиниот роден град. Затоа што таму сум прифатен навистина прекрасно. Јас во нејзиниот град, во Водњан,
во последниве 10 години не сум платил кафе. Не ми дозволуваат да платам Секоја кафе. чест. Секоја Нивното чест. гостопримство е на такво ниво. Така да многу е деликатно прашање до каде се чувствувам дома. Се чувствувам и тука, и во Загреб, но и во Водњан. Затоа сметам дека тоа е едно големо богатство за мене. Ми беше тешко на почетокот, не знаев каде сум. Ниту сум во Скопје, ниту сум во Загреб, патување ниту сум таму, постојано. а сега сум секаде. За крај само сакам да спомнавме многу совети, нели, и твои лични искуства за на крај. Што би им препорачал на сите македонски музичари, уметници, млади талентирани луѓе кои не се осудуваат да направат некој чекор напред и да излезат од својата комфортна зона? Сметам, би порачал секому да си го следи својот пат и својот повик. Без разлика дали е тоа музиката или не. Оние кои што се бават со музика, би ги охрабрил да ствараат нова музика, затоа што македонската музика го заслужува најдоброто од нас. И мораме да целиме да бидеме што подобри. Не само да очекуваме прегледи, не само да очекуваме бројки, него да возвратиме. Така да би го охрабрил секој оној кој што сака да се бави со музика, да даде некој свој допринос за оваа земја. Затоа што замислете ја вие музиката без Тоше. Да ја замислиме музиката без Калиопи, без Есма, без Владко Стефановски, без да не ги набројувам, или без толку е мојата Македонија. Тоа вие Да, велите. или без ова. Навистина многу македонски имиња биле тука. Драган Мијалков, не знам кого да, многу македонски. Евергрини кои не се забораваат така никогаш. Така е, Славе Димитров, многу. Замислете секој од нив да си е гледал само својата работа. И да не творил за оваа земја. Тие песни, македонската музика без тие песни, па тие песни се македонско богатство. Така. Македонско богатство, македонски капитал. Кади да се појавам на Балканот, сите викаат како вие македонците пеете, како вие македонците свирите. Тоа ни е доказ дека сме ние посебен народ, дека сме посебни, дека не сме туги, дека сме своји. Така. Затоа и во мојата Македонија велам, штом Тоше зајди запее, сите добро знаат кои сме. Да. Не сме ни еден соседен народ, него сме баш македонци. Так. И ние тоа треба да го цениме, почитуваме и да си се почнува сакава. од нас. Се почнува од нас. Доколку так. Не се почитуваме самите себе, никој нема да не почитува. Апсолутно. А јас би препорачала на сите на 19 март да бидат во Скопје, да уживаат во твојот концерт во Ќе дадеме се од себе. Така, салата беше? Во Македонскиот народен театар. Во Македонскиот народен театар, бидете таму 19 март, концерт. Спремаме на прв солистички концерт. Така. Навистина спремаме, па да не кажам спектакл, но навистина спремаме една вечер за паметење. Так, јас сигурно ќе бидам таму, се надевам и голем број нас струмичани. Давид, фала ти навистина за овој искрен разговор, опуштен разговор. Мислам јас се потрудив да го следам наследот. Да го искачувам подкастот, јас сум свој навистина и секоја чест и голем поздрав за иницијативата, за насловот, за концептот на овој подкаст, за гостопримството. Така да продолжете, бидете своји до крај, не се давајте и навистина тоа што го правите е голема работа. Така. Благодарам и на тебе. Благодарам и на вас што не следевте со внимание. Се гледаме наредниот подкаст. Поздрав. Чао.